Мене ако ме прашате, ние во програмата предвидуваме нов центар, урбан планинг центар, затоа што каде да сум бил во Европа, благодарение на моето членување во Советот или преку други организации со кои што сум соработувал во институти, значи секој европски град и метрополија има свој урбан планинг центар каде што може да го видите развојот и еволуцијата на градот од неговите почетоци па се до ден денес. Значи во Јапонија ако отидете и го имате дигитализирано целиот град Токио, каде што секој објект и зграда кој ќе го пипнете пишува податоци кога бил реновиран, цевки кога се сменети, колку жители има, сите граѓани кои што живеат во таа зграда, така да има многу примери кои што би можеле да ги земеме. Ја би дал и во една така визионерска, амбициозна, како да кажам, варијанта, што би сакал, например, да можеме еден од најмаркантните објекти на архитектурата во градот Скопје, тоа е објектот на пошта, да биде превземен или доделен на градот Скопје и токму онаа купола кој што веќе 20 години стои отворена и буквално ни растат жбунови вонатре, да биде представена како урбанистичкиот центар на градот Скопје, каде што би можеле да бидат изложени не само мапите на градот, него буквално и сите детални урбанистички планови од општините, за да граѓаните стварно добијат представа дека транспарентно можат да се информираат и да дојдат во секое време да видат каде што се случува и што се развива во градот.